Ке си легнуваш? Заврши за денеска? Да, еве сега. Само да го дочитам текстов. А што е тоа што го читаш? Многу си сериозна. Замисли, мамо, се организирале децата од цело училиште и приредиле продажна изложба на ракотворби, а парите му ги дале на едно другарче за да може да оди на матурската екскурзија. Секоја им чест. Само како успеале да се организираат сите деца од цело училиште? Има една изрека што вели, кога се сака, се може. Сигурно некој почувствувал потреба да помогне некому. Смислил како да го направи тоа и сите се согласиле. Ана Мило, што те мачи? Јована, Јована од твоето одделение? Што е со неа? во понеделникот наставничката по физичко и стави минус и ја запиша во дневникот. Денеска ќе учиме за одбојката, за правилата на играта. Тренира некој одбојка? Еве, Ивана и Ангела ќе ни покажат. Јована, што е ова? Добро бе деца, па колку пати треба да повторам дека во сала не смеете да влегувате со патики од надвор и дека мора да носите меки патики на часот. Јована, зошто немаш патики за физичко? Ги заборавив, дома ми се. И минатиот час ми го кажа истото. Пак ги заборави. Ова е неодговорно. Сега ќе седиш во соблекувалната и ќе те запишам во дневникот за да не ти се повтори повеќе. И запомнете веќе еднаш, не сакам секој час истото да го повторувам. Опремата за физичко е задолжителна. Исто како приборот по кој било предмет, јасно? Јасно, да. Мамо, знам дека не ги заборавила. Јована е многу одговорна. Никогаш не заборава. Најдобре е од сите, не прави проблеми. И беше срам да каже дека родителите не можат да ја купат патики, а они од ланската година и се мали. Минатата недела по часовите сите деца од оделението отидовме во сладкарница. Се сеќаваш, во петокот. Само Јована не дојде. Рече дека не е добро и дека мора да си оди. Јас знаев дека нема пари. Сакав да ја позајмам, ама ме одби. Мамо, многу ми е жал, но не знам како да ја помогнам, а да не ја повредам. Ана, сигурно и е многу тешко. Убаво е што сакаш да ја помогнеш и треба да го направиш тоа. Но како, мамо? Не е лошо на класниот час, заедно со наставничката, да поразговарате за помагањето, за хуманоста. Може би така Јована ќе свати дека не е срамно да си сиромашен и ќе прифати да ја помогнете. И самата велиш дека е најдобра ученичка во одделението, дека е одговорна, добра другарка. А тоа е повредно од сите пари на овој свет. Нели? Вистина, мамо, и на часот по етика токму за тоа разговаравме. Дека е важно каков човек си, а не како изгледаш и колку имаш. Така е, мило. Затоа најважно е да ја покажете на Јована дека ја сакате, зашто е вредна и добра другарка. Се сети, скоро е роденденот. Ке приредим изненадување, роденденска забава со најубави подароци. Јас ќе организирам. Некој го организирал целото училиште. Зошто да не можам само едно одделение? Колку е убава. Ова се јаде? Изгледа како вистински подарок. Каде ја најдовте? Мајка ми ја направи, а Елена и јас ја украсувавме. Ки се допадне, нели?
А вие, докаде сте? Готово е. Да доцртам уште едно срце и ќе биде добро. Лила, ма, не претирувај, супер е. Мила има право, добро е. И побрзајте, во секој момент ќе влезе Јована. Сега се е готово. И подароците се наредени. Знаете што треба да направите кога ќе влезе, нели? Да, секако нормално. Изненадување! Среќен роден ден! Ама како? Од каде дознавте? Вистина е, нели? Вистина е, Јована. Среќен роден ден! А верувај, воопшто не е тешко да дознаеш кога му е на некому роден ден. Особено ако сакаш да го изненадиш. Навистина ми изненадивте. Само јас не планирав да го славам роденденот и не носам ништо да ве почастам. Погледни, ние се подготвивме. Роденденска торта и секако подароци. Но зошто го направивте се во ово? Затоа што си ни другарка. Знаеме дека не можеш да го славиш роденденот, па ние го направивме тоа за тебе. А какви другари би биле ако не си помагаме? Нели? Дојди, едвај чекам да ги видиш подароците. Верувајте ми, нема поубаво чувство од она кога ќе направиш некој да биде среќен барем за миг. Не постојат зборови со кои можам да ви раскажам како се чувствуваше Јована тој ден. И замислете, ние не изгубивме ништо. Само неколку часа од слободното време, а направивме голема работа. Помагајте им на другарчињата секогаш кога можете и колку што можете. Тоа ќе ве направи подобри личности. Не очекувајте признание. Награда нека ви биде среќата на нивните лица.